Државната матура оваа година е реализирана во најдобар ред со значително намален број на случаи на препишување во споредба со претходните години, изјави министерката за образование и наука Весна Јаневска. Одговарајќи на новинарски прашања, министерката оцени дека организацијата на полагањето била успешно спроведена и дека во најголем дел учениците покажале одговорен пристап при полагањето на испитите. Според Јаневска, годинашниот процес бил организиран согласно предвидените стандарди, при што испитите најчесто се одржувале во поголеми простории, со што биле ограничени можностите за нерегуларности и нелегални активности за време на полагањето. Можеме да се пофалиме дека оваа година државната матура помина во најдобар ред и мир, организирана така како што треба, во најголем дел од големи простори каде што учениците немаа можност да прибегнат кон нелегални дејствија, изјави Јаневска. Таа информираше дека од двата испитни термина биле отстранети околу 60 ученици кои биле затекнати при препишување, што според неа представува значително подобрување во споредба со претходните години. Министерката посочи дека учениците кај кои биле констатирани нерегуларности биле веднаш исклучени од испитниот процес, согласно утврдените процедури. Истовремено таа нагласи дека овие ученици нема да останат без можност повторно да ја полагаат државната матура, туку ќе можат да се пријават во следниот испитен рок што ќе се одржи во август. Јаневска се осврна и на новините во организацијата на матурата оваа година, посочувајќи дека е воведен нов модел со два типа на државна матура, во зависност од наставните планови и програми. Според неа, со оваа промена е направен чекор кон создавање поправичен систем и надминување на досегашните разлики меѓу учениците. Од Министерството за образование и наука очекуваат дека ваквиот пристап ќе придонесе за дополнително напредување на квалитетот и транспарентноста на испитниот процес во иднина. Официјалните ветеринари на Агенцијата за храна и ветеринарство спречија увоз на 23.685 килограми замрзнато пилешко месо со потекло од Бразил, откако било утврдено дека пратката не ги исполнува условите предвидени со важечките мерки за заштита од внесување на вирусот на високопатогена авијарна инфлуенса, познат како птичји грип. Од АХЕВ информираа дека пратката била одбиена поради непочитување на донесеното решение за забрана за увоз на живи животни, како и производи и нуспроизводи од животинско потекло од одредени категории, воведено како превентивна мерка за заштита на домашното производство и јавното здравје. Според информациите од институцијата, спорната пратка со замрзнато пилешко месо била произведена во јануари 2025 година, додека согласно важечките ограничувања не е дозволен увоз на пратки добиени од животни кои биле заклани, натоварени и сертифицирани пред утврдениот датум 1 август 2025 година. Од агенцијата потенцираат дека контролите на граничните премини се спроведуваат континуирано и представуваат важен механизам за спречување на потенцијални ризици поврзани со безбедноста на храната и здравствената заштита. Воедно потсетија дека ова не е прв случај на враќање пратка од истото потекло. Поради идентични причини во декември минатата година, официјалните ветеринари вратиле во Бразил уште една пратка со повеќе од 26 тони замрзнат пилешки батак. Како институција надлежна за безбедноста на храната, Агенцијата за храна и ветеринарство упати апел до сите увозници да постапуваат согласно законските и подзаконските прописи, да ги почитуваат утврдените стандарди за увоз и контрола на производите. Од агенцијата нагласуваат дека заштитата на здравието на граѓаните и одржувањето на висок степен на безбедност на храната остануваат првен приоритет во нивното работење. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски учествуваше на настан на високо ниво посветен на превенција на насилството кај младите, како и на церемонијата за потпишување на декларацијата за намери за спречување на насилството кај младите. Настанот беше организиран со поддршка на мисијата на ОПСЕ во Скопје. На настанот присуствуваа представници на владата, меѓународната заедница, институции, како и младински граѓански организации. Беше нагласена потребата од заеднички координирани системски пристап во
справувањето со сите форми на насилство кај младите, вклучително и дигиталното насилство. Во своето обраќање, министерот Тошковски истакна дека превенцијата не е еднократна активност, туку континуиран процес кој бара постојана посветеност и соработка меѓу сите надлежни институции и општествени чинители. Декларацијата за намери што денес ја подпишуваме поставува заедничка рамка за действување врз принципите на еднаквост, недискриминација, инклузивност, пристапност и активно учество на младите. Само преку силна меѓуинституционална соработка и навремена реакција можеме да ја создадеме побезбедна средината за младите во училиштето, во заедницата и онлайн, истакна Тошковски. Тој посочи дека Министерството за внатрешни работи веќе спроведува повеќе активности насочени кон превенција на насилството кај младите, меѓу кои воспоставување контакт офицери во и околу училиштата, редовни средби со ученички совети, едукативни работилници за врсничко и онлайн насилство, како и активности поврзани со безбедно користење на интернетот. Дополнително, МВР го зајакнува полициското присуство во заедницата, особено во близина на училиштата и спортските објекти. Со потпишувањето на декларацијата за намери, институциите и партнерските организации ја потврдуваат својата заедничка заложба, како што велат, за создавање побезбедна, поинклузивна и поддржувачка средина за младите. Народната банка на Република Македонија информира дека денеска се одржала редовна седница на извршниот одбор на која била донесена одлука за зголемување на основната каматна стапка за 0,25% поени, односно од 4 на 4,25%. Од Централната банка посочуваа дека одлуката се темели на најновите економски податоци, како и на оценките за влијанието на глобалните и домашните економски движења врз македонската економија. Посебен акцент е ставен на геополитичките случувања, движењата на девизниот пазар и инфлаторните притисоци. Според образложението, од почетокот на годината била забележана зголемена побарувачка за девизи од корпоративниот сектор, што резултирало со зголемено присуство на Народната банка на девизниот пазар. И покрај тоа, од Народната банка предупредуваат дека неизвестноста и понатаму останува присутна, инфлаторните ризици се уште изразени. Во мај годишната инфлација забавила на 4,8% во однос на 5,7% во април, но и понатаму останува над историскиот просек. Во образложението се наведува дека умереното затегнување на монетарната политика заедно со претходните мерки како задолжителната резерва и макропрудентните политики треба да придонесе за стабилност на девизниот курс, стабилизирање на инфлацијата и зацврстување на инфлацијските очекувања. Како дополнителен фактор е наведено изголемувањето на каматните стапки од страна на Европската централна банка што влијае врз глобалните финансиски текови. Инфлацијата во мај, како што се наведува, покажала забавување, главно поради поумерен раст на цените на храната, но сепак се забележуваат притисоци кај енергетската компонента и базичната инфлација. Од Народната банка посочуваат дека домашната економија останува отпорна со раст на БДП од 3,1% во првиот квартал од годинава. Централната банка нагласува дека останува цврсто посветена на одржување на стабилноста на девизниот курс на денарот во однос на еврото. Катар со наводно тивко одобрение од Соединетите Американски држави склучил финансиски договор со Иран, кој му обезбедува на Техеран значителен прилив на средства во замена за безбедно поминување на катарските танкери низ Ормускиот теснец. Информацијата ја пренесуваат израелските медиуми, повикувајќи се на дипломатски избори. Според извештаите, договорот бил постигнат пред околу 1 месец како дел од пошироките напори за одржување на стабилноста во Персискиот залив и зачувување на комуникацијските канали меѓу Катар и Иран. Договорот, како што се наведува, е резултат на зголемени безбедносни грижи на Доха по инциденти во регионот, вклучително и напад врз еден енергетски објект. Изборите тврдат дека преку аранжманот на Иран му е овозможен пристап до дел од неговите финансиски средства депонирани во Катар. Дел од трансакциите наводно се реализираат преку такси за бродови што минуваат низ Ормускиот теснец. Исто така се наведува дека е воспоставен кредитен механизам во вредност до $1 милијарда, кој би овозможило леснети трговски трансакции за Иран преку катарски финансиски канали. Информациите доаѓаат во период кога се зборува за привремени договори меѓу САД и Иран со цел стабилизирање на ситуацијата
и можност за повторно нормализирање на сообраќајот низ Ормускиот теснец. Израелските представници дополнително изразуваат загриженост дека ваквите договори би можеле да ја зајакнат позицијата на Иран во регионот и неговото влијание врз клучните поморски и безбедносни правци на Блискиот Исток. Европскиот парламент ги одобри двата законски предлози со кои се потврдува трговскиот договор меѓу Европската унија и Соединетите Американски држави, откако во финалната верзија беа вклучени дополнителни безбедносни клаузули за заштита на европските економски интереси. Договорот постигнат меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во август 2025 има за цел намалување на трговските тензии и стабилизирање на економските односи меѓу двете страни на Атлантикот. Со него се предвидува ограничување на царините на 15% за поголемиот дел од увозот од Европската унија во САД, вклучително и автомобили и автоделови. За возврат, Европската унија се обврзува на укинување на царините за американски индустријски производи и олеснет пристап до европскиот пазар за одредени земјоделски производи од Соединетите Американски држави, меѓу кои свинско месо и млечни производи. Денеска во земјава ќе преовладува променливо облачно и топло време со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Во попладневните часови се очекува локален развој на нестабилна облачност. Проследен со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Минималните температури ќе се движат во интервал од 9 до 18 степени, додека максималните дневни ќе достигнат од 28 до 34 степени Целзиусови. Во Скопје ќе преовладува слична временска состојба, променливо облачно и топло време со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Попладне во делови од котлината ќе има услови за нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурата ќе се движи од минимални 14 до максимални 32 степени. Според прогнозата, и во наредните денови ќе се задржи топло време. Во среда на повеќе места се очекува развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално можни се поинтензивни процеси со обилен дожд и појава на град. Од четврток се очекува стабилизирање на временските услови со сончево време и променлива облачност во текот на денот.